Мија најпрвин сакам да ти се заблагодарам што не угости тука во твојот дом, кој што многумина го гледаат само преку социјалните мрежи, а ние ти имаме чест да дојдеме да видиме дека тоа стварно вака изгледа како што го представуваш. Ти благодарам најмногу и сакам да ти посакам добре дојде за прв пат пред екраните на Хајп Македонија. Многу ми е драго ете што Хајп стигна во Македонија и признаваш дека е исто како на Инстаграм опте, така? Точно. И каминот, и атмосферата, све е преубаво. Мија, кажи ми, која е твојата омилена рутина кога си дома? Јас сум 80% од времето дома. Односно, ако не снимам нешто за потребите на мојот Инстаграм профил или потребите на моите соработници, во принцип сум дома. Така што рутината ми е прво во 7 да го испратам Андрија на училиште. Некаде околу 9 часот одам на вежбање. Имам баш онака тинтрање од сабајла со кафе, со рутина на лице и ми почнуваат обврските, ако евентуално ги имам. Обично гледам да закажам се после 10 часот, затоа што најдобро функционирам тоа време. Кажи ми, кој е идеалниот рецепт за убава вечера со добри пријатели? Идеален рецепт е да има само добро вино. Под број 1. После тоа секако и добра храна. Многу често живаме со пријатели вака по дома, се собираме, Тијана најчесто готви. Јас сум задолжена секогаш за вино и тоа ми се едни од најубавите моменти во последниве неколку години. Многу ретко излегувам веќе по дискотеки или по барови, така што идеален рецепт е само да има вино. Кој ти е омилен дел од домот? Еве јас пример сега доаѓам прв пат и одма знам кој ми е омилен. Гледаш во винаријата? Па да, можам да кажам дека баш тој дел и тоа што го прави топол овој дневен престој е дефинитивно винаријата и каминот зад мене. Уживам кога поминувам време тука, особено на зима. Ова ќе ни биде прво лето тука, ќе видиме како ќе функционира терасата, ама за зимно време е стварно многу коузи. Мија, кажи ми, кој е пресудниот момент што те направи да бидеш тоа што си денес? Пресудниот момент сум го размислувала ова стварно е тоа што никогаш не сум се откажала. Никогаш не сум имала срам да работам било што, дури и нешто што да речеме нешто не ми било по струка, можеби и као скопско дете некому би му било испод чест. Јас не сум имала проблем со тоа никогаш и никогаш не сум била оној тип на скопско девојче која што чека од дома да му се дадат пари. Напротив, сум ги заработувала од свои 16 години, првите телевизиски проекти ми се во втора година средно. Понатаму не се срамам и никогаш нема да се срамам да кажам дека сум работела и во фризирница, сум била и конобарка во култни места во Скопје, сум била и менаџер на врата во диско, до 4 саат бајле сум седела надвор и баш мислам дека целиот тој процес на созревање, односно неоткажување од сам себе ме направил ова што сум денес. Можеби за некој не сум кој знае што, ама јас од животот не барам ништо повеќе од ова што го имам денес. Кажи ми, колку е предизвикувачки да се остане свој во свет полн со критики и предрасуди? Ако се навратиме на ова што го кажав пред малку, кога го имаш целото тоа искуство и кога си поминал навистина многу низ животот до својата 40-та, во тој случај не може да те допре коментар или лоша критика од некој кој што ниту те знае, ниту те познава, едноставно има рутер дома и има право да напише што сака. И сметам дека секогаш ќе се борам против тоа, не за себе, мене ми е многу лесно, јас можам да го средам во 2 збора ако направам на Инстаграм едно видео, да изџвакам тројца кои што едноставно не ми се допаѓа како искоментирале, ама не го правам тоа за себе, го правам тоа за луѓе кои што едноставно не можат да се носат со тоа, а тоа се претежно деца на кои што едноставно тоа силно влијае затоа што немаат изградено самодоверба, ни карактер. На свои 16-17 години ја сакаат да бидат дел од социјални мрежи. Те повредиле ли некогаш тие таквите коментари? Мислам, предпоставувам порано дека ти имаат повредувано. Сега гледам дека доста жестоко знаеш како едва и да чекаш да ти каже некој нешто. Ти се случило ли вака, еве, да бидеш баш тажна, да паднеш во некоја депресија и да не знаеш што со себе? Не, никогаш не би се случило да пропаднам, што се вели така, длабоко или во депресија или да не знам што со себе од коментар, но знаело најчесто да ме погоди коментар врзан за Андрија и силна невистина. Јас како Вага
сакам праведност и многу мразам кога некој се служи со лаги, односно измислува за да привлече внимание во некој коментар. И тоа најчесто ми се случувало кога е Андрија во прашање, меѓутоа мислам дека и тоа го надминав, а мислам дека и Андрија веќе е и како спремен на она што го носи околината. Кој е најзначајниот проект на кој што си работела досега во животот? Проектот јас. Немам друг проект на кој што сум работела толку интензивно колку што работам на себе и покрај тоа што на пример тоа не е многу го споделувам на социјални мрежи, меѓутоа сметам дека сум дојдена во една позиција и состојба во која што сум многу задоволна од себе како психички, така физички, така и со работата која што ја работам. И сметам дека тоа е единствениот проект на кој што треба секој да работи, а ако зборуваме професионално, можам да кажам дека ета можеби стварно ме одбележа како ТВ лица и сметам дека иако поминаа навистина многу години, така ќе остане како еден личен печат мој. Кажи ми, како успеваш да останеш своја, релевантна и во светот на социјалните мрежи? Ова е супер прашање, затоа што се повеќе гледам луѓе кои што функционираат на социјални мрежи и сметам дека нема начин на кој што би можела да го споделам за да тоа биде успешен начин на функционирање. Многу често викаат демек работи, посвети се, постојано прави го тоа. Не сметам дека е така, особено не кога се работи за публика. Сметам дека треба да го имаш само она нешто и да си роден со истото и џабе ти работиш, џабе си фокусиран и џабе даваш се од себе, ако го немаш шармот, дали е тоа дури и негативен понекогаш или позитивно те доживува, треба да го имаш она нешто за да ја повлечеш публиката, а после тоа да работиш на довербата кај следачите, на тоа да ти веруваат кога нешто ќе кажеш, да продадеш производ како што треба, да сработиш реклама како што треба и треба да држиш до свое. Многу често се потпаѓа под влијание на големи понуди, пари и слично, да сработиш нешто што едноставно или не ти личи, или е спротивно твоите верувања и мислам дека тука можеш да кикснеш и да изгубиш доверба кај следачот или да те следат едноставно погрешни вести и информации. Кој е најголемиот мит за инфлуенсерите? Па, има две страни. Знаеш како? Има две страни. Едната е дека ништо не работат и само се сликаат, што е многу погрешно. И другата е дека многу работат и едва и наоѓаат слободно време за себе и паѓаат во трансот со станоци и снимања и тоа е многу погрешно. Сите ние знаеме како функционира овој свет, барем површно, оние кои што не се дел од овој свет. Меѓутоа морам да кажам дека се работи за навистина многу привилегирана професија веќе, затоа што имате навистина многу привилегии кога се работи и за патувања, и за работи кои што ги добивате гратис, и за пари крајно. Плаќањето е навистина многу добро во последниве неколку години. Така што сметам дека мит е дека паѓаат во транс од многу работа. Не е така, но и не е дека не ти треба креативност, да си фокусиран, да имаш стално нова идеја, да работиш на истата. Така што нешто измеѓу е. Сакам да разговараме малце сега, знам дека ќе превртиш со очите за насловната на Playboy. За нашата телевизија немаш изјавено, нели? Знаеме дека беше на наслов на во едно поинакво издание. Тогаш, мислам дека прва македонка или се лажа? Прва македонка. Да. Какво е твоето искуство од тогаш и кажи ми дали повторно би го направила исто? Сега со овој памет апсолутно не затоа што сум во Македонија, заради тоа што сум мајка. Ова беше 2010-та. Па сега ти види колку време поминало. Искуството, што да кажам, мене многу ми е драго што на едно такво престижно списание сум била и првата македонка. Не е дека нешто од денеска гледам со други очи на тоа. На 20 и кусур години можеби пак би го направила истото. Затоа што во тоа време функционираше таму една предобра екипа кога се работи за, не знам, фотографија, шминка и стварно беше на едно поинакво ниво, но тоа не беше случај со, нели, исплатата и луѓето кои што во тоа време стоја на позиција на одговорни на Playboy. Па така не можам ни точно да се сетам, добив некој дел од исплатата, другиот дел не го добив никогаш и покрај тоа што завршивме на суд. Ги добив на суд, меѓутоа фирмата беше во стечај, не можеше да се земе апсолутно ништо. Мислам дека после излегување на мојот број, не сум сигурна дали Playboy доживее уште 3
максимум 4 броја, така што Македонија не е спремна за такво нешто ни денес. Мија се појави, Playboy гасна. Кажи ми, Мија, дали Тијана е најважната личност во твојот живот, се разбира после твојот син Андрија? Па, можам да кажам дека во многу сегменти да, и можам да кажам дека голем удел има во она што го работам денес, особено во работата, заради тоа што ми е неизмерна поддршка и психичка и секаква. Сметам дека без неа немаше да бидам ни до половина од ова што сум денес. И некако сметам дека двете тргнавме од еден пат. Тијана апсолутно немаше никаква врска со ова што го работи сега до пред 3-4 години. И некако спонтано излезе дека јас ја бутнав нејза, таа ме бутна мене и тоа беше те молам застани, сликај ме, чекај од оваа страна, со телефони се сликавме. И Тијана едноставно разви една силна љубов кон технологија, снимање, едитирање и слично, и денеска можам да кажам дека е вистинска ѕверка после 2-3 години. Така што да, неизмерна поддршка, неверојатен човек кој што, не знам како да кажам, нема даун во ниту еден момент. Она е хајпната цела време. И мислам дека тоа е она што не само мене, него и околината ја држи будна константно. Дали те нервира? Ау, да, многу често. Зашто најчесто? Па замисли да не ме нервира. Зашто најчесто? Своја глава е многу, тврдоглава е. Многу често знае да ме и контрира и покрај тоа што знае дека сум во право. И тука знаеме да се подзадавиме малку, ама во суштина не за брзо и се луфтира главата, а бога ми и мене, вага е во хороскоп, мислам тоа е во моментот може да се личи како ерупција, како вулкан, да се викањето 10 на минути, ама брзо ни прави. Кажи ми, што те мотивира да продолжиш во најтешките моменти? Андрија, немам друг одговор на тоа и секако самата јас, затоа што низ годиниве сум научила дека никој не ми го чува грбот, освен самата јас, и дека ако јас не се подбутнам во најтешките моменти, ако јас не разговарам со сама себе и ако јас немам некаква мотивација за било што да се фатам што во моментот сметам дека ми е мотивација, тоа нема да го направи никој за мене. Така што е многу тренинг на себе и многу Андрија. Колку си горда на Андрија во тоа што прерасна Андрија? Колку си горда на неа? Последнава година ми порасна со брзина на светлината, значи до пред некои 6 месеци имав дете. Сега веќе немам дете. Сега е сериозен дечко кој што си брка своја работа малтена. Не е многу поучењето, мора да признам, ама јас сум родител кој што не притиска многу на таа тема. Многу ми е драго што е максимално воспитан, културен, што сега за сега сметам дека имаме многу добар однос, разговараме, ми кажува се што се случува. Не сум, јас сум строг родител, да, меѓутоа тоа е она што сум го оставила како такво при воспитување, а од друга страна сум навистина многу попуслива кога е во прашање се она што него му делува како проблем. Не правам проблем, него гледаме да го решиме, така што сум го изјавила ова еднаш, ќе го кажам пак, Андрија е мојата најдобра животна одлука. Мија, кажи ми, што помислиш за купени следачи фоловерси? Скокам од тема на тема, меѓутоа ме интересира твоето мислење за оваа тема. Па јас стварно мислам дека тоа некако е не е во мода веќе, или можеби грешам, не знам. Некако сметам дека сите оние кои што имаат купени следачи се оние постарите инфлуенсери, да кажам, не постари како по години стари, него оние кои што малце порано почнаа со приказнава на Инстаграм. И сметам дека мислеа дека тоа нешто менува и дека менуваат 130 и 50 илјади следачи. Сметам дека и самите компании веќе, како и маркетинг агенциите, знаат дека бројот на следачи е ирелевантен во однос на бројките кои што стојат во самиот Инстаграм, односно не знам, тие views, тие статистики кои што ги бара една агенција или еден бренд, сметам дека буквално им се за џабе и не знам зошто воопшто некој би трошел крајно пари и нерви на такво нешто. Мија, кажи ми, да имаш можност да пиеш кафе со некој од било кој личност од светот, која би била та? Сега ме фатина и спремна од светот. Светот било кој. Што знам со кого би пиела кафе. Немам некој кој што ми паѓа на ум дека имам, не знам, кој знае какво гам, кој знае каква љубов кон некој од познативе личности од светот. Не знам, не ми текнува, не можам да ти одговорам. Мија само со себе си пие кафе. Мене ми е супер сама за себе и стварно. Така.
Дали би ми издвоила некои инфлуенсери во Македонија или познати личности што мислиш дека според тебе имаат инфлуенс врз луѓето? Дали постојат такви освен тебе? Па, јас верувам дека освен мене, што знам што да Ти не кажам. спаѓаш во таа категорија. Фала ти. Што да кажам, има навистина супер инфлуенсери и сметам дека во Македонија некако се поделени по групи, дали да речеме се работи за фитнес инфлуенсер, дали се работи за храна, дали се работи за инфлуенсер кој што го следи млада публика, многу млада публика. Така што конкретно некој да одвојам, не знам, еве на кратко боледување Шијаковска породилно, иако е тук таму активна, меѓутоа сметам дека е еден тип на инфлуенсер кој што си направи, да речеме, една своја приказна таму и некако сметам дека си има свој пат и мислам дека баш заради тоа и некако ја врзуваат со мода, со комбинации. Јас си го уживам кога го гледам тој средениот плакар. Така, например, има некои инфлуенсери кои што сметам дека баш заради тоа што си го јас сум, например, за себе сметам дека сум баш она лајфстайл, кај мене можеш да видиш се и се, што можам да ти кажам како да направиш сируп за кашлица за бебе, до тоа дека можам да сликам и за така што некако сметам дека си се поделени и дека имаме добри инфлуенсери во Македонија. Сега, ако треба баш да ги набројувам, не би нешто многу, за да не ми се налутат, сепак сме колеги и слично, ама сметам дека одиме понагорна линија и дека имаме се подобри инфлуенсери. Мија, ти благодарам многу на овој прекрасен разговор. Ти благодарам што не прими дома, сами си се поканивме, меѓутоа ти благодарам и кажи ми за крај како ги испрекеш гостите. Едва чекаш да си одат или? Не, таман работа. Зависи, пошто не сме на вино, може да допиете кафето и да се видиме во некоја следна прилика. Се шалам. Фала ви многу, ептен ми беше драго што сум за прв пат во Хајп, се надевам не и последен, се надевам дека ќе имаме уште причини да се видиме, може би не дома, ама на некое друго убаво место. Јас сум Мија Костова, а вие гледате Хајп МК.